Човекот кој што изминативе 15 години ги разубавува дамите од нашиот јавен живот, последнава година покрај јапонското исцртување на веги донеси еден нов тренд, а тоа е скалп микропигментацијата со која што им помага на мажите. Александар Билјановски Дадар, гостин во студиото. Дадар, здраво! Здраво, како сте? Па, одлично со оглед на тоа дека од Сабајле некако ни тргна муабетот, затоа што мораше да се погрижиш и јас вака убаво да изгледам за емисијата. Со задоволство. Ете така, мислам дека сега пред камериве муабетот ќе достигне кулминација. Секако. Драго ми е секогаш кога соработуваме. Во самата најава кажав дека си во моментот единствениот во Македонија кој што се занимава со скалп микропигментацијата. Така. Можеш ли на нашите гледачи да им кажеш што е точно тоа? Па вака, значи, тоа е еден тренд кој што е релативно нов во светот и буквално десетина души во целиот свет го прават, зборам професионално. Станува збор за создавање на илузија, посебно кај мажите со тотална алопеција или делумна, оние кои што имаат изредчена коса или не имаат коса воопшто, и со помош на скалп микропигментација, што значи микробоење со пигменти кои што се на природна база и се биоразградливи. Тоа доаѓа нешто како тетоважа, која што не е доживотна, трае неколку години и повторно се обновува. Чисто една компарација можам да дадам како што ги правиме вегите на дамите. Значи, тие траат исто неколку години, се работи со истите бои, само што за мажите, па и жените кои што имаат изречен скалп и сакаат да добијат погуст изглед на коса, значи тоа не е коса да се разбереме, но создаваме илузија како особата да има густа коса која што одлучила да избричи кратко, или оние кои што имаат долга коса, меѓутоа проретчена и со помош на мали точки симулираме коса, тоест, точкички кои наликуваат на коса. Така да оние кои што се, келави, ќе изгледаат како да имаат густа коса, кои што одлучиле да ја избричат многу кратко. Или, реков, за жените, па и мажите, кои што имаат коса, меѓутоа им е многу изречен скалпот. Так. И може да се додаде и да се создаде една илузија на густа коса. Тоа е многу голем тренд и хит во светот. Точно колку што сум информиран, единствено јас го правам овие 2 години во Македонија и е нешто ново и има многу интерес. Така, колку време трае тоа исцртување, постапката на исцртување на коса? Значи, во зависност од колкава регија правиме, Така. може да има некој само преден дел, може да има заден дел, може да има цела глава. Значи, во зависност од тоа колку е потребно да камуфлираме со тетоважата. Инаку, самиот процес е безболен, се работи со локална гел анестезија и не се чувствува толку, нели? Бидејќи, има многу прашања дали боли, колку време трае. Самиот процес на исцртување е од 4 до 20 часа. Така. Обично е поделено на 2 дена или 3 дена. И за 1 месец се прави една корекција и така после. Така, токму тоа сакав сега ми го изема прашањето, значи после месец дена се прави една корекција, единствената корекција која што се... По потреба може да се направи и понатака уште една се разбира, во зависност од кожата, значи секоја кожа е различна, па така и трајноста зависи од самата кожа, дали е масна или сува. Сувата кожа ќе држи подолго бојата, додека масната кожа, бидејќи излачува повеќе масти, ќе, да кажам, за побрзо време. На некого ќе трае година-две, на некого 5, па и повеќе. Значи, зависи од самата кожа. А што се однесува до... Интересно е што, кажав, има многу заинтересираност за овој третман, а посебно мажите добиваат, да кажем, една поголема самодоверба, сигурност во себе. Вела дека ги прашуваат, па зошто не се ја пуштиш косата, имаш толку коса, а цело време ние мислиме дека си келав,
Така. Зошто не ја пуштиш конечно косата? Значи, тоа е еден доказ дека третманот е многу успешен и не може да се примети дека е нешто правено, дека е вештачки. Баш напротив, изгледа како точкички кои што симулираат коса и е решение на еден навистина голем проблем со кој што еве и младите и повозрастните се сретнуваат со алопеција, значи опаѓање на косата. И едноставно сум среќен бидејќи сум јас тој кој што ќе ги усреќи луѓето на некој начин. Така, заинтересирани ли се мажите кај нас? Има ли гужва кај тебе во салонот? Многу се заинтересирани. Процесот е, да кажам, не е едноставен. Еден час шминкање, па пардон, готови сме. Значи, треба неколку часа убава работа, интензивна. Меѓутоа, пак ќе кажам, целта ги оправдува средствата и времето. Одма веднаш има ефект, значи истиот ден човекот изгледа како да има многу погуста коса и навистина тоа е нешто што мене посебно ме радува. И ми дава еден стимул за додатно да ја сакам мојата работа. Предпоставувам дека бојата ја одбираш во однос на косата која Точно што така, ја да. имаат во Бојата случај... е по избор. Така, по избор. Воопшто да нема коса во случај Да, клиентот сепак се тогаш... гледа некој поприроден неутрален Така. тон на бојата за сето тоа да изгледа многу по природно, да не биде сега да го видат од километар дека правел нешто. Баш напротив, и луѓето што седат блиску до човек кој што има скалп микропигментација на себе, да не примета дека правел нешто. И јас како што знам да кажам, обично фокусот на оние кои што немаат коса, сите ги гледаат во главата. Така. А сега фокусот го симнуваме на очите, главата оди во втор план, бидејќи не е без коса. Така. И автоматски се фокусираат луѓето, погледот паѓа на очите на самото лице, така да тоа е еден голем плюс. Колку време ти требаше да ја научиш оваа постапка на исцртување на коса? Предпоставувам дека не е тоа нешто што се учи преку ноќ. Точно, апсолутно. Во Атина и во Белград имам земена обука за микропигментација, а тоа значи работење на микропигменти на кожа. Дали е веги, дали е очи, уста или глава. И благодарение на соработка со колеги мои ширум светот, има и сајтови каде што може да се земе онлайн тренинг. Едноставно се работи и се вежба на вештачки кожи, значи треба да имате преку 400 часа работа на вештачка кожа за да можете да почнете да работите и луѓе. Сето тоа е процес, не е лесно да се научи, но се што се сака се може. Тоа е моето мото. И токму поради тоа одлучив еден вистински револуционерен третман во однос на помош за келавост, алопеција. И навистина ми е драго што имаме и кај нас и дека мојот салон е прв со изведба на ваков тип на третман. Японското исцртување на вегите одамна е тренд веќе кај нас и се повеќе девојки, дами, жени го прифаќаат. Колку тоа го менува изразот на лицето, откако на јапонски начин ќе се исцртаат вегите на дамите? Токму така, значи, кога ќе кажеме јапонска метода на веги, исто сме на темата трајна шминка, која што со чија помош се аплицираат микропигменти во кожата, во епидермисот, тоест дори и подлабоко, со цел да, кога сме кај вегите, цртаме влакно по влакно и добиваме изглед на погусти и подефинирани веги. Некој нема веги, некој има делумно, на некого му се поретки, некој го прави тоа само од мода. Секако ефектот е многу по-добар. Меѓутоа исто мора да се внимава каде се прават, има навистина доста луѓе, бидејќи е премногу голем тренд и нема секоја втора жена буквално е со исцртани веги или со трајна шминка на очи или на усни. Но многу се важни овде боите. Така. Гледам дека се користи 1 до 2 нијанси, што не е добро. Секоја индивидуа си е различна по боја на тен, боја на коса и веги.
И секогаш, барем јас, гледам сето тоа да изгледа колку е можно посуптилно и поприродно. Точно дека вејгите се рамка на очите, а практично и карактер на лицето, и треба многу да се внимава и да се договорат убаво со естетичарот, козметичарот или шминкерот кој што го изведува овој третман. Најпрвен да се договорат за формата и потоа да се исцрта, па макар и понежно, побледо, бидејќи за ова има корекција за 1 месец исто, па после да се надополни. Подобро е да се стави помалку, бидејќи ако се стави многу и се направи грешка, може да биде навистина непријатно. И затоа советувам исто така сите кои што сака да го работат ова, држиме ние и обуки исто, и секако најпрвен се вежба на вештачки кожи, додека не се усоврши лицето кое што сака да работи, и после веќе е полесно, се разбира. Practice makes perfect, како велат англичаните. Со пракса се усовршуваме и можеме да постигнеме навистина убави резултати. Повеќе од 15 години си дел од јавната сцена. Ги разубавуваш дамите од нашиот јавен живот, речи си сите поминале кај тебе. Кога првпат го откри талентот за шминкање? Па имав негдека околу 14 години, прва година средно бев, кога интересно е што моето обкружување, например, мои другарки, братовчетки, блиски особи користеа навистина шминка, така, интересна. И за мене беше необично како една девојка изгледа без шминка и колку може да се промени со шминка. Не знам колку било правилно или неправилно во тоа време, меѓутоа мене ми изгледало едноставно интересно и ми го привлекло вниманието. Исто така имам доста пати кажано, татко ми е човек кој што навистина многу убава слика, уметничка душа, иако не го работи тоа, но секогаш сме заедно во доста проекти, дали создавање на нов салон покрај мојата архитектка, со него исто секогаш се консултирам за доста работи, бидејќи можам да кажам дека ете таа некоја уметничка жичка имам наследено од него, на која што сум многу горд, се разбира. Најдов еден интересен цртеж со око дома, значи кај мене, кој што тој го има нацртано на мајка ми во младоста. И некако почнав да цртам најпрви очи на сите тетрадки и учебници и едноставно се внесов во тоа. Так. После почнав да ги шминкам тие очи, да наоѓам различни форми и бои, се разбира. И додека веќе следен чекор беше шминкање на, не знам, сестра ми, моите блиски пријателки, моите драги братовчетки со кои што и ден денеска знаеме често пати нели да се средиме убаво. Така. Тие ми беа инспирација во тоа време. Потоа без роднините ништо, една моја драга тетка ме запозна со една фина фризерка со која што почнав да соработувам и некако ја од 14 години веќе почнав да земам плата и да работам, да се усовршувам, да се учам, дури да се земам парички за тоа. Ги шминкаше другарките, братовчетките, фамилијата. Дали можеш да се сетиш која е првата жена, дама, девојка која што дојде да ја нашминкаш од познатите личности? И како Александар Билјановски, колку време беше потребно за да стане дадар? Па вака, најпрвен ќе кажам дека, почетокот на мојата кариера, веќе направив 18-19 години, и луѓето почнаа да ме дознаваат во оние, да кажам, затворени уметнички кругови. Глумици, пејачки, новинарки, оние на кои што им беше повеќе потребна шминка. Така да за моето име се слушна во тие кругови. А долго време одбивав да имам интервјуа во вестници и телевизии, едноставно сметав дека сум човек за позади камера. Да. Бев и доста срамежлив, повлечен, што немаше да се каже денес, нели? Но нормално, искуството си го прави своето. Прва особа која што беше вистинска звезда и со која што, да кажам, еден сон ми се оствари, е шминкањето на Ребека. Така. Таа е ден денес моја драга пријателка,
жена со посебни квалитети, со прекрасна душа, девојка или жена која што буквално, јас спомнам, таа беше толку популарна што кога ќе одевме на кафе, она мораше да шета со обезбедување, например, не можеше да шета така слободно. Навистина направи револуција и во македонски спотови и песни. Па соработката со Сретен Костич, тука дојде исто, соработувавме, блиску беа просторот каде што ја работев и неговиот салон. Магдалена се викаше девојката со која што исто почнав да шминкам, во смисла да работам во незино студио. Соработката со Сретен Костич, Дејан Миличевиќ, Ношпал, тоа се имиња кои што се навистина ценети, за кои што имам само убави зборови, од кои што сум научил навистина многу, од тоа како да се однесува моделот пред камера, пред апарат и слично. Така да освен шминката, учев многу работи. Потоа се појави една убаво насмејана звезда, која што и ден денес ми е драга пријателка, тоа е Каролина Гочева. Ете па стигнавме и после 15 на години да ја шминкам и за незината свадба. Момент кој што навистина за мене е, како да кажам, вреден и едноставно годините менуваат. Така се надоврзува, потоа дојде Елена Ристевска, со која што имавме навистина убава соработка, па и со нејзе отидов прв пат на Евровизија во Атина, се грижав за нејзината шминка и стајлинг. Потоа, многу пеачки, звезди, глумици. Тешко ли е човек да издржи со толку многу жени? Па јас велам Кои што сакаат да бидат убави. Така е. Ни сите овие години кога ќе си Па направиш. добро, ние сме тука за да, за да го истакнеме она што е најубаво или да го исенчеме, јас како што би рекол, или да скриеме она што е помалку убаво, или шминката е корективна техника која што треба да ги прикрие недостатоците, а да ги истакне квалитетите, моментите квалитетни на лицето. Тешко, па не би можел да кажам дека е тешко, ова е прекрасна работа, ова е една благородна и благодарна работа. Може би мене така ми изгледа, бидејќи премногу ја сакам. Така, велиш, шминката е она која што помага да се покажат убавите работи, а да се сокријат недостатоците. Може ли, неколку кратки совети од тебе во смисла, постои огромна разлика помеѓу професионалното шминкање и шминкањето дома. Токму така. Чисто да им помогнеш на дамите како да изгледаат убаво кога се шминкаат дома, кога користат само една најобична пудра, руменило, маскара за очи. Така. Па добро, барем во денешно време е навистина лесно, но можеме да отвориме YouTube и да прашаме како да направам мојот нос да изгледа потенок. Сега добро, на сите производи секако не им се достапни на луѓето за дома, не може да купуваат огромни палети, па затоа си одат на шминкер кога имаат нешто важно, но да кажеме што е најважно во шминкањата. Една точка по која треба да биде еден гайдлайн, една основа цврста, која што треба да се следи. А тоа е негата, правилната нега на кожата, на лицето, на косата и на телото. Треба да се дознае каков тип на лице има особата и соодветно да го третира. Со соодветен крем за околу очи, дали тоа крем за лифтинг, за затегнување, или пак е младелачка кожа која што е сколона и е проблематична. Треба да се негува кожата правилно. Шминката веќе е вториот чекор. Да се аплицира, да кажеме, 3-4 точки. Да се аплицира течна пудра, која ќе исто така која што ќе одговара за типот на кожата, коректор, онаму каде што има потреба, и сето тоа да се фиксира со пудраво прав или камена пудра. Кармин, маскара, нежно истекнување на вегите, руменило е сосема доволно за човек да изгледа убаво и пристојно.
Уште едно прашање имам само за крај. Кои се најновите трендови, односно, еве сега што е модерно, како да се нашминкаме за да изгледаме и убаво, меѓутоа да бидеме и во тренд? Еве за оваа зима, не знам, постои ли така нешто? Секако, драги наши, можете од нашата водителка да така, видите јас значи по најнов тренд. кој сега, е, еве сега да кажеме, зимскиот тренд за Така. 2017-2018. Повторно во мода е бордо карминот, кој што и за мене е секогаш во мода. Бордо и црвена боја никогаш не излегува. Истакнати усни, мат, но исто така интересно е дека сега новите палети обично се прават со мат, меѓутоа и со сјајни кармини кои што исто така се долготрајни. Значи малку одиме од крајност во крајност, од чисти мат суви усни до сјајни усни исто така нели во саканата боја. Повторно ќе кажам, здравиот изглед и грижата на кожата е секогаш во тренд, исто така и на косата. И секако сакам малце храброст да им дадам на луѓето, да се опуштат, да експериментираат повеќе со шминката, како би можеле да си го најдат идеалниот тип на шминка кој што ќе им одговара и да се држат до нејсе. Ти благодарам што беше гостин во студиото. Ви благодарам и вас, секој добро. Вам, драги мои, ви благодарам на вниманието.